Христијаните ширум светот го одбележуваат Великден, оваа година заедно и православните и католичките верници. Православниот патриарх Кирил ја водеше мисата во Московската црква Христос Спасителот, на која што присуствуваа рускиот претседател Владимир Путин и премиерот Дмитрий Медведев. Откако на полноќ православните цркви го прогласија воскресението Христово, верниците го завршија 40-дневниот пост, кршејќи се со јајца благословени од свештениците. Папата Франциск за време на мисата на плоштадот Свети Петар во Рим во великденската порака до градот и до светот ги осуди репресивните режими и ги повика светските лидери да го спречат ширењето на конфликти во ситуација на растечки тензии во Северна Кореја и во Сирија. Во сложените и често драматични ситуации на денешниот свет, нека воскреснатиот Бог ги води чекорите на сите што работат за правда и за мир. Нека им ја даде на лидерите на нациите храброста што им е потребна за да го спречат ширењето на конфликти и нека ја запре трговијата со оружје. Пред десетиците илјади присутни под исклучителни мерки за безбедност по неодамнешните терористички напади во Лондон и во Стокхолм, папата зборуваше за свет раскрварен од конфликти и испреплетен со тензии, без да посочи некоја конкретна влада. Го осуди и нападот врз автобусите за евакуација во близина на Алепо, во кој загинаа над 110 луѓе, од кои речиси 70 деца. Под зголемено обезбедување, верниците славеа и во Ерусалим, местото каде што бил распнат и воскреснал Исус, а мисата во базиликата на Светиот гроб ја водеше кустосот на Светата земја, отецот Пјер Батиста Пицабала. Со масовни полициски сили распоредени на улиците, една недела по терористичките напади врз коптските цркви во кои загинаа десетици луѓе, воскресението Христово беше прославено и во Египет.